Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Даниил и три отроци Анани, Азари и Мисаил и преподобниот Даниил. Светиот пророк Даниил и три отроци Анани, Азари и Мисаил. Сите четворица биле од царското племе Јудино. Кога Навуходоносор го разурнал и го пленил Ерусалим, тогаш Даниил како дете бил одведен во робство заедно со јудејскиот цар Јоаким и со многу други израелци. Описот на неговиот живот, страдањата и пророштвата може да се најдат исцрпно во неговата книга. Сиот предаден на Бога, светиот Даниил од раната младост добил од Бога дар на голема видовитост. Неговата слава помеѓу јудеите во Вавилон почнала тогаш кога тој изобличил двајца похотливи и неправедни старци, јудејски судии и ја спасил целомудрената Сосана или Сузана од неправедната смрт. А неговата слава помеѓу вавилонците почнала од оној ден кога тој му го погодил и му го протолкувал сонот на царот Навуходоносор. Затоа царот го направил кнез на својот дворец. Кога царот направил златен идол во полето Деира, три момчиња не сакале да му се поклонат на идолот заради што биле фрлени во огнена печка. Но ангел Божи се јавил во печката и го изладил огнот, така што момчињата се шетале низ печката, неповредени од огнот и пееле: "Благословен си Господи на нашите отци." И го видел царот тоа чудо и бил в чудо невиден. Царот ги извел момчињата од печката и ги обсипал со големи почести. Во времето на царот Валтазар, кога царот еднаш на Госпа јадел и пиел со своите гости, од осветените садови земени од Ерусалимскиот храм, невидлива рака над зидот напишала три зборови: Мани, Текел, Фарси. Тие зборови никој не можел да ги протолкува освен Даниил. Таа ноќ Валтазар бил убиен. Даниил два пати бил фрлен во лавовска јама заради верата во единиот и живиот Бог. И двата пати Господ го спасил и тој останал жив. Даниил го видел Бога на престолот со ангелските сили. Гледал ангели, проникнувал во иднината на поедини луѓе, царства и на целиот човечки род. Го прорекол времето на доаѓањето на Спасителот на земјата. Според Кирил Александриски, Даниил и трите момчиња доживеале во Вавилон длабока старост и биле со меч убиени заради вистинската вера. Кога го исекле Ананија, Азари ја прострел, својата облека ја прифатил неговата глава. Потоа главата на Азари ја прифатил Мисаил, а главата на Мисаил ја прифатил Даниил. Ангел Божи ги пренесол нивните тела во Јудеа на гората Гавалска и ги положил под еден камен. Според преданието, овие четири Божји угодници станале за време на смртта на Господа Исуса Христа и се јавиле на многумина, па повторно заспале. Даниил се смета меѓу четирите големи пророци Исаија, Јеремија, Језекил и Даниил. Живеел и пророкувал 500 години пред Христа. Преподобниот Даниил, големец и гувернер на островот Нивертака и Кадис во Шпанија. Кога ја познал целата суета на овој свет, ги напуштил славата и богатството, па дошол во Рим, каде што се замонашил. Потоа отишол во Цариград, каде што разговарал со царевите Константин и Роман Порфирородниот,
па потоа се упатил во Ерусалим. Во Ерусалим примил голема схима од патриархот Христодул, кој му дал име Стефан. Лут на сарацените кои го приморувале да ја избричи својата брада, тој се оддалечил во Египет, каде што за името Исусово претрпел многу маки и смрт. Се преселил во Христовото царство кон крајот на 10 век. Ooh.